Јас морам да посочам дека изминатиот период владата на Република Македонија имаше фокус врз развој на туризмот како еден од поважните сегменти во економијата, тоест го третираше како еден од поважните сегменти од економијата и се уште го третира. Имавме интензивен раст во туризмот, бевме помеѓу државите со највисок раст во Европа во делот на туризмот, тоа го потврди и нашите колеги и пријатели од Светска туристичка организација. Во изминатаа година имавме рекорден раст, тоест во првиот квартал од оваа година имавме рекорден раст од близу 20%, меѓутоа тоа малку се промени со новонастанатата ситуација за која што би можеле подоцна малку да се осврнеме. Ние како агенција за промоција и поддршка на туризмот, нашата основна улога е да ја позиционираме Македонија како добра, атрактивна туристичка дестинација и да се избориме да биде што попозната на меѓународниот туристички пазар, што и во голема мера го успеваме. Македонија веќе не е непозната туристичка дестинација, тоест Македонија стана препознатлива и барана туристичка дестинација. Ние имаме веќе голема разнообразност во делот на понудата, а со тоа ние и допринесуваме за тоа преку нашите проекти, со што овозможуваме по избалансиран, изедначување, значи на економскиот развој на регионите, тоест порамномерен регионален развој преку проектите кои што ги имаме. Ви набрал неколку од тие проекти. Имаме проекти за планинарски патеки, мрежа на планинарски патеки, уредување, мапирање и одбележување на планинарските патеки, со што отвараме една нова понуда или пак би рекол една поквалитетна понуда која што веќе ќе може да се следи и преку електронски изданија, ќе може да се произведуваат нови пакети кои што би се комбинирале со планински патеки, велосипедски патеки, параглайдинг станици кои што исто така ја прошируваат нашата понуда и стануваме поатрактивни. Морам да напоменам дека веќе меѓународни клубови кои што се занимаваат со параглайдинг и посредување при организација на различни обуки веќе се присутни во Македонија и со тоа отвараме нови пазари, а допринесуваме за локалните самоуправи и за населението во тие општини каде што се направени, а во исти момент се врши една дисперзија, тоест едно распределување на туристичката понуда на различни места и избегнуваме силна концентрација во одредени региони во државата.